Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте се емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а ние денес ќе проговориме за два многу важни настани. Првиот од нив секако е Европскиот клубски куп, кој што се одржа од 17 до 25 септември во Струга, каде што се собра елитата на европскиот шах. Македонија уште еднаш се покаже како одличен домаќин. Значи, во тешки услови на пандемијата на COVID-19 беа направени тестови на сите шахисти, беше се во најдобар ред, се беа обезбедени сите неопходни мерки за одржување на едно вака масовно и квалитетно надпреварување како што е Европскиот клубски куп. Имено мажите играа во прекрасниот хотел Изгрев во Струга, додека жените исто така во одличниот хотел Дрим во Струга. На стартот на машкиот турнир овој пат се јавија 38 екипи, за жал некои екипи откажаа во последен момент од се разбира оправдани причини, но затоа пак Македонија овој пат настапи со 4 екипи. Имено вообичаено нашата земја е застапувана од две шаховски екипи, најчесто тоа се екипите на Алкалуит и Негамбита секој се, но овој пат како домаќин добивме право за 3 екипи. Таа можност одлично искористи шаховскиот клуб Прилеп, кој што освои 8 поени, на крај заврши 14-ти, но исто така изради непарен број на преварувачи гости во последен момент го пополни списокот од 38 екипи, екипата на Гостивар, која што во последен момент значи се вклучи во надпреварување и која што херојски, значи на прва табла го бранеше настапи мојот врсник Душко Стефановски. И се разбира освои 4 поени, исто така достојно се представи. Значи по 7-дневни борби, првото место го освои екипата од Санкт Петерсбург, силната руска екипа Медни всадник, која што е во врвот на Европскиот клубски шах повеќе години. Тоа е една компактна екипа предводена од 8-кратниот шампион на Русија Петар Свидле и овој пат значи нивната екипа со која што со години игра практично во исти состав, каде што сите шахисти се од градот Санкт Петерсбург, прва мина низ целта со освоени 13 поени пред исто така многу интересната екипа на Нови Бор, Ава Нови Бор, која што е составена, која што е предводи Хари Кришна, но тука се и шахисти, меѓу најдобрите шахисти од Полска и најсилниот чешки шахист Давид Навара. Тие освоја еден бод помалку и на второто место завршија со 12 освоени поени, додека на третото место азербејџанската екипа Вугар Гашимов. Вугар Гашимов е велемајсторот кој што прерано почина, кој што беше меѓу првите исклучително талентиран и Азербејџан не ја заборави својата млада звезда и има клуб кој што беше составен од млади силни шахисти од Азербејџан и успеа трети да минат низ целта. Нашиот Алкалуит, кој што пред почетокот на турнирот беше прво рангиран, повторно заради ковидот мораше да претрпи некои замени во својот состав во последен момент, така не настапија деклирани на првата табла и уште 20 кинески силни шахисти не можеа да излезат од својата земја матична, така што Алкалуит мораше да го менува својот состав. Исто Дмитрий Андрейкин, кој што на нашата лига ја предводеше екипата на Алкалуит, исто така беше позитивен на COVID, не можеше да дојде. И во така ново изведената екипа, иако Алкалуит беше прво рангиран, сепак можеби немаше доволно хемија во нивниот состав или како и да е, значи загубија 2 меча, еден решено и тоа беше премногу за нив и за нивната репутација, така со 9 поени заврши дури на 8-то место. Шаховскиот клуб Прилеп, велам, освои само еден бод помалку од Алкалуит, 8 поени, многу достојно се представи. Одличен потек на раководството на градскиот шаховски клуб Прилеп, предводено од интернационалниот мајстор Тони Кировски, беше што успеа да го ангажираат на првата табла младиот индиски
шахист Гунеш, кој што практично и одлично покри првата табла и беше најуспешен на својата табла, но Прилеп имаше и други, имаше интересен состав, но последните 2-3 табли ги држеа прилепските шахисти, се на се представија одлично. Гамбита Секо се освои 6 бода, заврши на 23-то место, гостува на 32-то, велам на 38 екипи, на се тоа беше едно одлично надпреварување. Ова беа понекаде ги представив техничките показатели, значи пласманот на овој турнир, но многу интересно е тоа што Европскиот клубски куп го посети и актуелниот светски шампион Магнус Карсен, кој што дојде на третото коло, замина некаде пред крајот, одигра 3 партии, 2 реализираше, една победи, но како и да е, значи беше големо задоволство да се игра во иста сала практично со светскиот шампион Магнус Карсен. Дури можам да кажам дека во една пригода имав прилика и да се ракувам со него и кога ќе погледнам назад, почнувајќи од Скопската олимпијада, кога бев дете и каде што ги видов тогашниот поранешен светски шампион Макс Север, потоа патриархот на тогашниот советски шах Михаил Ботвиник, кој што беше гостин на олимпијадата. Потоа Тигран Петросјан, поранешниот светски шампион, кој што ја предводеше екипата на тогашниот Советски сојуз. Говорам за олимпијадата одржана во септември 1972 година, веднага година ќе биде 50 годишнина од тој голем шаховски светски шаховски настан. Потоа таму беше и поранешниот светски шампион Михаил Тај, поранешниот светски шампион Василий Смислов и идниот светски шампион младиот Анатолий Карпов, кој што 3 години подоцна ќе стане светски шампион и како актуелен светски шампион повторно ќе го посети Скопје на последниот турнир на Солидарноста, одржан 1976 година и практично потоа Магнус Карсен исто така како актуелен светски шампион на мечот помеѓу Русија, помеѓу Советскиот сојуз и Југославија 1969 година, исто така Тигран Петросјан ја предводеше екипата на Советскиот сојуз. Татко ми ме однесе тогаш во стариот македонски народен театар, денес театар комедија, каде што таа екипа ја предводеше актуелниот светски шампион Тигран Петросјан. Но неверојатно мислам искуство и случајно имам прилика да видам се ракувам со Магнус Карсен, кој што ќе остане на пример за мене во големо сеќавање. Незаборавно сеќавање би рекол. И така помислувајќи на тоа, се гледам дека од светските шампиони не сум имал можност во живот да го видам само Боби Фишер. Зборувам за оние светски шампион кои што биле живи дека откако и јас сум се родил, односно кога сум имал можност да видам во поблиска средба со одредени големи шахисти. Инаку со светскиот шампион, да речеме, Владимир Крамник, имам разговарано во ВКЗ 2000 година, 4 месеци пред да стане светски шампион, да го замени Гари Каспаров на тронот. Гари Каспаров го видел во ВКЗ, беше светски шампион. Имав можност да разговарам 10 минути со него. За жал таа снимка не беше технички добра и не се реализираше, но како и да е, сите тие такви средби нели оставаат посебен печат за сите оние што го сакаат шахот. А особено и за мене, кој што 50 на години, да речем, се занимавам на некој начин активно со шах. На женскиот турнир повторно најуспешна беше екипата на Саут Урал со 14 бода, значи максимален учинок. Таму на стартот се појавија само 8 екипи, пред Монте Карло со 11 и украинската екипа Греко со 10. Од тие 8 екипи на Европскиот клубски куп за жени, кој што да повторно се одржуваше во хотелот Дрим во Струга, најуспешна наша екипа беше екипата на Куманово, која што освои 4 победи, додека нешто послаби беа екипите на Алкалуити на Младинскиот шаховски клуб Центар. Уште еднаш ќе повторам дека Скопје повторно беше, односно Македонија повторно беше на висина на задачата
како организатор и практично до година нели ќе бидат 50 години од 20-та машка шаховска олимпијада која што се одржа во тогашниот нели простор каде што беше Скопскиот цаев, каде што беа изградени хотелите Континентал, хотелот Панорама и Олимписко село токму за таа намена. За жал од тоа денес постои само хотелот Континентал и значи еве Европскиот клубски клуб кој што значи во организацијска смисла доби само највисоки оценки. Да кажем уште дека имаше неки еминентни гости кои што го посетија турнирот, би го издвоил председателот на Светската шаховска федерација ФИДЕ, господинот Аркадий Дворкович, кој што исто така го посети турнирот и му даде повисоко значење, односно значење кој што овој турнир и оваа организација го заслужи. Но тоа не беше единствена активност која што се одржуваше во Македонија во последниот период. Имено Градскиот шаховски сојуз по повод 11 октомври одржа голем шаховски фестивал со работно име Скопје Open Rapid и Blitz, кој што значи се одржа на 10-11. Неколку дена пред тоа, од 5 до 9 на Попова шапка се одржа и шаховски камп за нашите млади репрезентативци и оние кои што чукаат на репрезентативната врата, односно младите таленти, како и нашите шахисти, репрезентативки, а тој камп го водеа велемајсторите Трајко Недев, кој што е воедно нели селектор на нашите репрезентации, и велемајсторот Петар Арнаутов. Се работеше 4-5 дена одлично, а потоа значи дојде шаховскиот фестивал Скопје Open. На турнирот по забрзано темпо, така наречен Rapid, се појавија на стартот 97 надпреварувачи, по дводневни борби имаше практично мртва трка и целната линија ја поминаа дури 6 шахисти, сите освоија по 7 поени и по дополнителни критериуми најдобар беше Тодорович Горан, но веднаш значи до него нашиот репрезентативец, интернационалниот мајстор Никола Николовски, потоа Петар Арнаудов била мајсторот Дејан Винев, нашиот најмлад мајстор Емил Ристевски и нашиот интернационален мајстор Панчевски Филип. Сите тие освоја по 7 поени, а половина поен помалку, исто така интернационалниот мајстор и репрезентативец Тони Лазов, младата шахистка од Бугарија Белослава Крстева и нашиот 13 годишен Антон Златков со 6,5 поени од 7-то до 9-то место. Додека Блицот се играше на 11 октомври во попладневните часови, исто така 9 кола, тука најуспешен беше Никола Николовски, кој што сам помина прв низ целта со освоени 8 поени, пола поен пред Филип Панчевски, кој што освои 7,5, додека од 3-то до 5-то место се на делба од 3-то до 5-то се најдоа косовските шахисти Нерим Сарачи, потоа нашиот Дејан Динев, нашиот мајстор, пети беше Уручи, исто така од Косово, додека листата на наградените со освоени 6,5 поени од 9 партии, значи ја завршија на 6-то место Љубиша Андоновски, на 7-то место Петар Арнудов и на 8-то место Атанас Кизов. Значи тоа се тие настани кои што ги поминавме, а сега значи предстои првенството за млади, европското првенство, кое што ќе се игра по хибриден систем, значи нашите млади шахисти, почнувајќи од 8 па до 20 години, во машка и женска конкуренција, ќе се надпреваруваат со своите врсници од Европа по хибриден систем, значи преку интернет, и нашите шахисти тоа ќе го остварат технички од училиштето Јахја Кемал, кој што е познат како домаќин на нашите шахисти. И очекуваме дека нашите најмлади достојно ќе не представат ново европско првенство, но за тоа повеќе во следната емисија. Што се однесува до самиот шаховски дел, ќе видиме една партија од
Европскиот клубски куп и тоа помеѓу партија од мечот помеѓу победникот на турнирот, нели Медмир Садник од Санкт Петерсбург и Аве Бор од Чешка, една прекрасна партија, верувам дека ќе го привлечеме вашето внимание. Тоа би било се инаку за оваа емисија. Ви благодарам многу на трпението, бидете со нас. Ние сме тука за да ги донесеме сите новости што се случуваат во светот за шахот. За жал, Европскиот клубски куп медиумски помина многу, би рекол, слабо, не беше забележително и покрај тоа што тоа беше врв на европско шаховско надпреварување и покрај тоа што тука беше присутен и светскиот шампион Магнус Карсен, некако како да не беше медиумски ни приближно според мене доволно покриено, но тоа е за некоја друга тема. Тоа би било се за оваа емисија. Ви благодарам многу уште еднаш. Бидете повторно со нас. Вие гледавте емисијата Шах со Илије Шампионовски. Ја следиме една од најинтересните партии на турнирот на 36-тиот Европски клубски куп. Партијата помеѓу најсилниот чешки велемајстор, шаховскиот уметник Давид Навара и младиот руски велемајстор Владимир Федосеев. Навара се отвори со потегот Е2, Е4, а Федосеев се бранеше со Каро Кан, кој што настанува по потегот С7, С6 и по Д4 и Д5 Навара оди со пешекот напред, игра Е5, што е вовед во така наречената затворена варијанта на Каро Кан, каде што белиот освојува простор уште во третиот потег, а црниот се користи со случајот да го развие удобно својот ловец на полето F5. Ловец F5, белиот продолжува со развојот коњ F3, E6, ловец E2. Сега тука црниот има повеќе начини како може да игра, но еден од најпринципиелниот е потегот C5 што го бира младиот руски велемајстор Федосеев, значи веднаш да го напаѓа белиот центар и почнува тој тоа да го прави со потегот C6, C5, а Давид Навара не игра пасивно C3, туку развива фигура ловец E3, значи основната борба ќе се води околу полето D4. D4 индиректно и полето E5. Се зема на D4, коњ зема на D4. Гледате, белиот веќе развил три фигури, а црниот само една, затоа црниот не губи време да го бега ловецот, туку игра развоен потег коњ F7, тоа е единствено добар, би рекол, во оваа ситуација. Коњ D2, коњ од Б на C6 и коњ од D2 на F3. Значи и брани на E5 и го подкрепува коњот на D4, а црниот го штити чувствителното поле B5, каде што може да дојде едно од двете бели лесни фигури и од тука А6, мала рокада и сега ловец на Е4. Сето тоа добро познати потези во шаховската теорија. Се смета дека црниот има, речиси, еднаква игра, но малку заостанува во развојот, се уште не го решил проблемот на ловецот на F8, се уште топовите му се на почетната позиција и кралот му е во центарот, затоа мора да биде многу внимателен. Топ C1 е изборот на Давид Навара со јасна идеја да одигра C4 и да ја отвори позицијата за радост на подобро развиените бели фигури. Топ C8 и C4. Веќе почнува да се развива вистинска битка во средишницата. На C4 црниот игра D зема на C4, на тој начин го ослободува централното поле D5 за една од своите фигури. По ловец C4, коњ зема на D4. Правилото вели дека онаа страна која што има помалку простор, која што е стеснета позиција има, треба да размени некоја фигура за на тој помал простор, кога се помалку фигури, полесно може да маневрират. Ако се
многу фигури, тогаш ќе има проблем значи со движењето на своите сили и затоа коњ зема на d4, коњ зема на d4 и сега ловец d5. Гледате. Сега во оваа ситуација белиот го игра потегот b3. Сега согласно со компјутерот, црниот можеше да одигра потег од типот на дама d7, но на Федосеев му се брза и тој сака да ја пројасни ситуацијата. Таа спротиставеност на ловците на c4 d5 и го игра продолжението b5. Но тука ослабува одредени полиња, дамското крило го ослабува со потегот b5 и навара го повлекува ловецот на e2, тој ловец му треба во врска со потегот а4, затоа што пешаците не може да одат назад, но по потегот ловец b7 со идеја конјот да дојде, например, на d5, каде што одлично би стоел, би направил место за својот ловец. Белиот, согласно со својата уметнички стил, би рекол, игра тука еден многу интересен потег, именно жртвува фигура. Значи, можеше да игра позиционно, например, со потегот а4, што може би ќе му дадеше одредена мала предност, но навара игра многу поинтересно. Тој зема со коњот на b5. Значи, смета дека во никој случај не ја поминува границата на ризик, затоа што ќе добие два пешаци за жртваната фигура и ќе се обиде да ја нагласи својата предност во развој, именно по жртвата на фигура на b5. Црниот мора да земе, а зема на b5, ловец зема на b5 шах и сега ловец c6, се разбира, мора со ловецот да дојде на c6, но потегот кој што ја оправдува таа концепција е потегот топ c6. Уште една жртва, топ зема на c6, коњ зема на c6 и сега дама c2 напаѓа на c6 уште еднаш. Црниот се брани со потегот дама d5. Имаше можност да игра и дама d7, па по топ d1 дама b7, но дама d5 изгледа сосема природно затоа што добива темпо со напад на ловецот на b5. а4. Како ништо да не се случува, иако има цел топ помалку, топ за два пешаци, белиот, значи, си го брани едноставно својот ловец, кој што беше нападнат и веќе е подготвен да игра, например, топ d1 во следниот потег. А црниот, значи, остана со своите грижи како да го заврши развојот. Тој игра потег f5, обидувајќи се, нели, да го одврзе кралот, да го одврзе коњот, практично, да игра со кралот на f7, и тука навара игра потег топ d1. Компјутерот, кој што е денес и главниот учител и на силните и на послабите шахисти, вели дека најдобар потег на ова место било е зема на f6, значи да земе ампасан и по крал f7 да одигра топ d1, на што црниот би морал да го одигра овој потег коњ e5, значи со контранапад на противничката дама и по топ d5, топ c2, топ e5, gf6, топ h5, топ b2 и g4, топ зема на b3, a5, да се обиде оваа позиција да ја ремизира. Значи, тука белиот исто би останал, веќе има еден опасен многу пешак, а слободен, има два ловци, има подобри шанси, но тоа беше една опција каде што црниот можеше да ги бара своите шанси за спас, но таму играта би одела исклучиво на два резултати, а младиот руски велемајстор, кој што е навистина многу силен, очекува дека треба борбата да оди на три резултати. И по f5 и топ d1, тој игра дама e4, ловец d3, со напад на дамата, дама b4, сега ловец a6. Белиот од своја страна исто така мора да игра енергично, додека црниот не го завршил развојот, затоа што да се подсетим има топ помалку. После ловец a6, топ c7, ловец b5, повторно е врзан коњот, ловец e7, белиот игра ловец b6, го напаѓа топот, топ c8 и ловец зема на c6,
крал F7, A5. Гледате, значи, тоа врзување донесе до тоа белиот да го освои конјот. Сега имаме повторно поинаков материјал. Сега белиот има квалитет помалку, но за два пешаци, од кои што А пешакот е особено опасен слободен пешак, Б3 пешакот е се уште добро контролиран и блокиран, но А пешакот е големиот адут на белите, но и црниот се уште треба, значи, да ги поврзе своите редови, тој се одврза, загуби коњ, материјалот е отприлика еднаков, но да видиме како ќе одат настаните понатаму. Сега, Федосеев игра G5, но колку и да беше тоа проблематично, тој требаше веднаш, може би, да одигра топот Х на D8, гледате, да понуди уште еден квалитет и да игра со материјал помалку, но со активност. Значи, топот Х на D8 и половец зема на D8, топ зема на D8, топ А1, топот позади слободниот печак, според препораките на доктор Зигберт Араш, ловец C5. Црниот се обидува да направи блокада по црните полиња и да направи и контраигра исто така, веќе е подготвен за топ D2. Од тука дама C4, дама D2, A6, гледате, дама F2, крал H1. И по дама E3, ловец F3, дама E5, топ C1. И се разбира дека во оваа позиција оддалеку, нели, пред да се одигра топот Х на D8, не е лесно да се оцени. Се разбира дека тука има шанси да победи само белиот. И со право би рекол, Федосеев игра потек G5, тој се обидува да направи одредена контраигра на кралското крило, иако не е сосема јасно како тоа. По G5, крал F1, во разни варијанти, значи му треба кралот да биде на бело поле, дама F4 е изборот на Федосеев, но многу е тешко црниот да наоѓа тука потези. Белиот има јасен план, додека црниот, богами, не. По дама F4 напаѓа за момент на H2, но G3, дама зема на E5 и сега дама на C4. Гледате, дамата освои малку простор, напаѓа еднаш на E6 и сака да го подпомогне потегот A6. Значи, зема некој полиња, полето C5, A6 и A7, а исто така и топот сака да дојде на D7. И тука црниот не издржува, игра потек ловец на C5. Значи се обидува да ја прекрие на овој начин целинијата, но ловец C5 е решавачка грешка и ќе видиме белиот како ефектно ќе победи. Тој прво игра топ E1, само да додам дека правилно беше потегот H5, иако не е јасно како црниот би успел после овој потек да се спаси, би можел да следи A6 и на H4 A7 и например на G4 B4. И би рекол белиот исто така е во добиена позиција, но да видиме по дама C4, ловец C5, белиот, значи, прво добива темпо, ја напаѓа дамата со топ 1 и по дама D6 сега игра одличен потек топ зема на E6. Гледате, дамата е преоптоварена. Дамата не може да земе на E6 заради ловец D5 и повторно заради врзувањето би ја загубил истата. Тој доаѓа на D4 и сега одличен последен потек во оваа позиција, тоа е потегот, гледате, топ 5-7, ефектна жртва во празно. Јасно е дека не може да земе со дамата заради откриен шах е, практично не само што жртва топ, тука и дава откриен шах. Значи, ако земе со, како може да земе? Ако земе со кралот, со друго и не може да земе, и неку дама F7, тогаш би следал ловец C5 шах и напад на дамата, двоен удар, и црниот би морал да ја даде дамата, дама C5, ловец C5 и белиот лесно победува со дама и ловец против два топа. Да не зборувам за двата слободни пешаци. Верувам дека уживавте. Ова беше една од највозбудливите партии на Европскиот клубски куп, во многу важен меч помеѓу првите две
првопласирани на крајот екипи и оваа партија беше вистинско задоволство за сите оние кои што сакаат и умеат да уживаат во шах.